Во тема на денот вечерва, како што најавив, разговарам со Владко Грозданов, кандидат за градоначалник на општината Кочани од редовите на ВМРО ДПМН. Грозданов, добро вечер, добре дојдовте во дневникот на СИТО. Добро вечер, ви благодарам за поканата и честити векови 23 октомври. Грозданов, ги гледам резултатите од првиот круг на локалните избори. Имате убедливо водство со 5641 глас добиен на изборите. Одите во вториот изборен круг. Како за вас изгледа оваа изборна трка или каква би била оценката за резултатите од првиот круг? Ова е една од најтешките изборни трки до сега во историјата на Кочани. Една трка со најголем товар како за мене, така и за моите против кандидати. Едни најранливи избори, најчувствителни, каде зборовите не се зборови, каде делата не се дела. Но сепак моите кочанчани и моите сограѓани се одважија и пред се со постигнувањето на цензусот за легитимност на изборите покажаа дека се достојни и честни и секако со самиот резултат кој го доделија во моментот ја покажаа својата визија за иднината. Господин Грозданов, уште 6 кандидати имаше, против кандидати во првиот изборен круг, покрај двајцата кои што одите во вториот. Разговаравте ли со нив? Очекувате ли да добиете поддршка од некого? Вака ние имаме така некоја традиција кога определен период во денот сме раздвижени по центарот. Се видов случајно со моите против кандидати кои испаднаа во првиот круг. Ми честитаа и толку не сме збореле повеќе за политика. Нивните изјави, констатации ги слушнав преку медиумите, за кои ги поздравувам од неколку аспекта. Прв аспект дека се одважија и ги почитуваа своите гласачи и своето гласачко тело, во однос дека и дозволија тие по сопствена волја и убедување да си одлучат за следниот круг, за вториот круг од градоначалничките избори. Со тоа исто моите против кандидати го покажаа своето достоинство и дека не се дел од следни политички или партиски калкулации. Уште на почетокот рековте дека ова е тешка трка, тешки избори. Сите во државата знаеме каква е состојбата во општината Кочани, но морам да ве прашам, која беше целта со која што Владко Грозданов влезе во оваа изборна трка? Така. Кочани го зафати една тешка трагедија во која градот едноставно застана. Застана, почна да стагнира. Главен мотив, главно мото заради кое се одлучив на ова е еднаш дека мора да почнеме да се исправаме полека. Болката која има во населението е неизмерна, нема семејство кое не е засегнато со трагедијата. Таа болка треба да почнеме полека да ја претвараме во надеж. Горчината треба да ја претвараме во сила за понатамошни настани. Гневот треба да го смириме и треба да го успокоиме. Треба нашите деца да останат во градот, треба семејствата да живеат. Треба градот едноставно да се исправи полека и да го продолжи патот кон иднината. Ако продолжиме вака, ништо не правиме. Може ли да функционира така како што замислувате вие? Имате ли надеж дека ќе се случи тоа во блиски дни? Секако со 3-деценискиот, така да кажам, застој на Кочани, доколку дозволиме оваа апатија, тотално ќе не дотолчи. Значи, мора институциите да работат, мора децата да одат во градинка, мора школството да функционира, мора администрацијата да функционира, мора продавниците, малите бизниси. Едноставно, нема што да се прави, освен да се продолжи полека. Нема да е патот од денес за утре или прогресот од денес за утре, но еднаш за секогаш мора да се направи една надеж и да се продолжи понатаму. Господин Грозданов, еден ден пред првиот изборен круг, во јавноста излезе снимка на која што се гледа ваша средба со поранешниот градоначалник на Кочани Ратко Димитровски. Ова предизвика силен револт и кај семејствата на повредените и загинатите од трагедијата во дискотеката Пулс. Може ли да ни објасните како и зошто се случи таа средба со Ратко Димитровски? Средбата со Ратко Димитровски беше чисто случајна. Воопшто не станува за партиски калкулации или било што. Јас имам седено и со претходните градоначалници, и со Никол Чуилиев, и со Љупчо Папазов, и ќе продолжам да седам.
Сум седел со повредените деца, сум седел со нивните родители. Сум седел со родителите на починатите деца, со сите имам фатено рака, за починатите си имам помолено за нивните души и го имам изразено моето најдлабоко сочувство кон семејствата и во целост ја разбирам нивната болка. Од се најважно ми е и да остварам еден контакт со и претходните градоначалници, го правев и ќе го правам и понатаму, да видам што тие во целата ситуација имат преземено кон дискотеката Пулс, кои се нивните одлуки, кои се нивните заклучоци, приговори во однос на сето тоа. И кога ќе разговарам со родителите и со родителите на починатите деца, нели, родителите на повредените деца, да имам конкретно што да ја објаснам, еве, како можеби еден градоначалник. И вие сте родител на повредено дете, ово морам да го кажам, поради како информација за пошироката јавност, вашата ќерка беше една од најтешко повредените. Со месеци беше на лекување во болницата во Солун, како родител на дете кое било повредено во дискотеката Пулс. Закажано е почетокот на судењето на 19 ноември. Што очекувате од постапката, од процесот за случувањето во Пулс? Како и сите родители засегнати, а освен родителите, тоа се цели фамилии кои се засегнати. Значи во Кочани нема фамилија која не е засегната. Јас сум главен поборник за крајно транспарентно, честно и реално судство. Судиите да ги разгледат сите факти и аргументи и да постапат најправедно и принципиелно како што следува за една нормална држава. Со тоа би се многу луѓе охрабриле и би ја добиле довербата во институциите во Република Македонија. Уште 10 дена остануваат до вториот изборен круг, до конечната одлука на жителите на Кочани. Која би била вашата порака до сите нив? Со овој резултат, моите сограѓани ми дадоа една поддршка, но тоа не ме воздигнува, туку напротив ме охрабрува што посилно, попосветено, почесно да се посветам на ова. И доколку бидам избран за иден градоначалник на Кочани, заедно со нив, сплотени, честно, одговорно, со комуникацијски методи помеѓу нив, едноставно мора да се сплотиме и заедно да продолжиме сите. Иднина предстои пред нас, предстои иднина за нашите деца, предстои иднина за Кочани. Господин Грозданов, ќе биде тешко да се воспостави функционалноста во Кочани. Јас ви благодарам многу за гостувањето во Тема на денот и ви посакувам успех на вториот круг од локалните избори. Благодарам и на вас.